13-годишниот Мартин Јорданов е најмладиот учесник на денешниот државен тракторски надпревар. Возам веќе 2 години трактор и помагам на војко. Само првиот пат беше тешко, мене ме ова интересира, сакам да возам. Освен Мартин, за титулата најдобар тракторист се бореа и неколку девојки. Управувам уште од помала возраст, но на вакви надпревари одиме скоро 3 години. Имаме награда за мене за орање и за вешто возење. Но и земјоделци со големо искуство кои на вакви надпревари учествуваат години наназад. Имам и доста освоено место, имам дури одено у Осијек, у Хрватска, за бивша Југославија. И те сега поново се некако да продолжи таа традиција, така да се работи. На надпреварот учествуваа околу 60 трактористи кои беа поделени во категории, а се оценуваа по повеќе критериуми. У квалитетно орање имаме околу 10 параметри што се оценуваат. Вештина на орање, вештина на манипулација на трактор. Потоа се дават околу 50 прашања. Нешто со заокружување одговарање во однос на агротехниката, ракување со механизација, одржување на земјоделска механизација, уклучување и на земјоделската механизација у јавен сообраќај. Овој надпревар се одржува секоја година, но главно во западниот дел на Македонија. Во нашиот регион се случува прв пат по 23 години. Целта е надпреварот да ти исто така да го вратиме тоа што беше, да побуди поголем интерес. Интересот е многу голем, значи кај земјоделците. Очекуваме дека до година пак во Ишиот дел ќе се организира ваков надпревар. Домакин на оваа манифестација годинава е општина Карбинци. Ние како општина Карбинци ја прифативме идејата да бидеме домакини на оваа манифестација. Ова за прв пат се случува. Сакам да искажеме на голема благодарност до организаторите, до помагачите, до тие што ќе помогнат со механизација и со остапување на нивите. Освен развој на надпреварувачкиот дух, целта на надпреварите е и запознавање на земјоделците меѓу себе, како и едукација за најновите машини и нивно вклучување во јавниот сообраќај.